Добро вечер, го гледате Централниот дневник на К1, а во него ќе ги гледате најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија и светот. Одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Ставете ланци во вашите автомобили. 40 евра или 25 негативни поени е казна ако од денес до 15 март наредната година ги немате во вашите автомобили. Целосна реконструкција на градскиот стадион, изградба на помошно фудбалско игралиште, тениски терен и низа други проекти се дел од заложбите за создавање на услови за спорт. Подмладоците на 22 политички партии потпишаа декларација за фер и демократски избори. Агенцијата за катастар на недвижности продолжува со акцијата Отворени денови со катастарот. Денеска ваков ден се реализираше во оделението за катастар во Кавадарци. Во дневникот во 16:30 во живо ја имавме колишката Мартина Митков, која за свој соговорник го имаше директорот на агенцијата Славче Трпески. Да погледнеме дел од разговорот. Агенцијата за катастар на недвижности веќе 9-та година поред ја спроведува акцијата Отворени денови на катастар. Значи одиме од оделение во оделение на Агенцијата за катастар на недвижности, одиме од град до град, по големите градови, по малите градови, стручни тимови од Агенцијата за катастар на недвижности, стручни тимови од управата за имотноправни работи, каде што имаме прием секој работен ден од 9 до 17 часот по однапред утврден редослед. Значи во овие 9 години стварно огромен бенефит имаше оваа акција како за граѓаните, така и за нас, бидејќи ни овозможи да осознаеме многу проблеми, да осознаеме многу работи кои што од канцеларија не може да се видат. На овој начин ги дознавме, ги видовме и на тој начин ги ја подобривме и доста регулативата. Само минатата година примивме преку 2900 странки во овие отворени денови на катастар и на 800 од нив им беше решен проблемот веднаш лице место, бидејќи осем моето присуство тука се исторични тимови од Скопје, од Агенцијата за катастар на недвижности, каде што се гледаат проблемите и доколку има можност да веднаш да се реши проблемот, веднаш се пристапува и кон решавање. Доколку тоа решавање зависи од некоја друга институција, тогаш се даваат најдобрите можни совети за странката да ги обезбеди потребните документи и на тој начин да си го реши проблемот, односно се запише имотот во катастарот. Може ли да ни кажете колку изнесуваат цените на недвижностите за општините од Вардарскиот плански регион? Да, Агенцијата за катастар на недвижности во текот на вчерашниот ден го промовираше годишниот извештај за движењето на цените на ниво на Република Македонија и од истиот може да се види дека на територијата на Република Македонија има склучено само за една година повеќе од 23.000 трансакции и направен е промет од повеќе од 511 милиони евра. Што се однесува до Вардарскиот регион, можеме да кажеме просечни цени, например во Велес, просечна цена на станови за овој период од една година 18.587 денари, во однос на Кавадарци просечната цена е 19.305 денари, додека во Свети Николе е 10.407 денари. Во однос на бројот на трансакциите, во Кавадарци за оваа година биле направени 572 трансакции, додека во Велес биле направени 627 трансакции, а во Свети Николе 166 трансакции. За целиот Вардарски регион мора да потенцирам дека имаме слабо развиен пазар на недвижност, односно мал број е на трансакции на недвижности, како би се извеле некои заклучоци дали цените на пазарот растат или цените на пазарот опаѓаат во Вардарскиот регион. По квартали, доколку се анализираат податоците, ќе се констатира дека во вториот квартал од минатата година и во првиот квартал од оваа година имаме нешто пониски цени на недвижности, за разлика од третиот и четвртиот квартал, каде што имаме поголеми цени на недвижности, но факт е дека третиот и четвртиот квартал се квартали во летните месеци, пролетните и летните месеци, каде што и поголем е бројот на трансакциите. Агенцијата за катастар на недвижности преку регистарот на цени на недвижности закупени преку овие извештаи овозможува како на бизнес заедницата, така и за граѓаните да ги согледаат сите трансакции на недвижности. Истите се достапни на порталот на Агенцијата за катастар на недвижности. Секој граѓанин што е заинтересиран може да пристапи на www.katastar.gov.mk и буквално за секое подрачје од територијата на Република Македонија да види дали имало трансакции, било да е за купопродажби, било да е закупи и да види по која цена се истите одвивале. Веќе една година функционира овој портал и овозможи зголемена транспарентност на пазарот на недвижности и тоа го очекувам и во иднина исто да се случува. Директоре, за крај само во интерес на времето, рековте дека 9 години се спроведува акцијата, па може ли да ни кажете каков е епилогот од оваа акција?
Ова акција ни овозможи, како што напоменав, многу поволности, но оваа акција исто така искористуваме да им соопштиме на граѓаните за многу поволности, односно многу работи што владата Република Македонија ги овозможува, а можеби не се доволно информирани. Така, на пример, искористуваме тука во Кавадарци да соопштиме дека рокот за изготвување на геодетски елаборати за легализација на бесправно изградени објекти, сите оние граѓани кои што поднеле во 2011 година, истекува сега на 31.12. Така да апелот е и да граѓаните од Велес и од целиот Вардарски регион, доколку имаат поднесено барање за легализација, немаат доставено геодетски елаборат до следната општина, тоа да го направат час поскоро, да се обратат до најблиската геодетска фирма и да нарачат геодетски елаборат како би можело на време, заклучно со 31.12. оваа година, да се изготви тој геодетски елаборат. Исто така Агенцијата за катастар и недвижности ја користиме овие отворени денови да им соопштиме на граѓаните дека прави бесплатно запишување на имоти. Пред се во Велес е интересен районот на Чашка. Имаме многу граѓани кои кога била постапката за систематско запишување не успеале да ги запишат своите имоти. Имаме и села како Горни Долно и Албочиште кои што тотално е бојкотирале таа постапка за систематско запишување, но со измените на законот 2014 година отворивме можност да граѓаните да повторно да дојдат, да ја донесат целокупна документација, катастарот да изврши бесплатно запишување на нивните ниви, нивните шуми, нивните домови. Така да ја користам ова приликата за Велес и Вардарскиот район, граѓаните да дојдат до катастрите, да ги пријават своите имоти како би можеле бесплатно да им се запишат нивните имоти. И уште една акција која што исто така во тек, тоа е изготвување на бесплатни геодетски елаборати за сите граѓани кои што имаат стара градежно-техничка документација. Значи имале одобрение за градба, одобрение за употреба, проект, но истиот никогаш не го донеле во катастар и не го запишале. Секако со оваа акција се возможува на овие граѓани да дојдат до катастрите, да ја донесат оваа документација, да се изврши, да катастарот ќе направи бесплатен геодетски елаборат и понатака ќе се запише објектот и ќе се добие имотели за истиот. Градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов денеска на пресконференција даде отчет за сработените проекти, за оние кои во моментов се во тек и за оние кои во иднина ќе се реализираат, а ќе значат подобрување на условите за живот и работата на граѓаните од општина Неготино. Со реализација на проектот за хидравлично регулирање на притискот на водата во водоводната мрежа во Неготино, кој придонесе за намалување на загубите од постојните 70 на 30% количини вода и сведување на дефектите на минимум, поставивме основа за спроведување на неколку проекти за решавање на деценискиот проблем со водоснабдувањето во нашиот град и обезбедивме континуирано водоснабдување во текот на целата година. Ја заменивме старата и дотраена со нова водоводна мрежа на 10 улици во Неготино во должина од 8 км. Изградивме нов резервоар во Тимјаник со зафатнина од 500 метри кубни, наменети за жителите на високата зона во градот, со што дојде до растаретување на водоснабдувањето во ниската зона, а го решивме и проблемот со водоснабдувањето на жителите од Пепелиште и тамошните стопански субјекти преку изградба на нов резервоар со зафатнина од 250 метри кубни и потисен цевковод. Би сакал да потенцирам дека покрај реализацијата на голем број проекти од мојата програма со која ја добив довербата на граѓаните, реализиравме и нови 32 проекти кои не беа ветени и кои не беа во програмата, а произлегоа од потребите на граѓаните и утврдената состојба на теренот. Во периодот пред нас ќе изградиме нова детска градинка со капацитет за 120 деца. Исто така изработена е проектна документација за старт на проектот за зонско паркирање во центарот на градот со обезбедување на 260 паркинг места. Наскоро ќе започне изградбата на кружен тек на влезот од Неготино, изградба на модерна површинска фонтана на градскиот плоштад. Советниците на Советот на општина Велес денеска ја обработија 60-та седница. Дел од точките на дневен ред беа измени и дополнување на буџетот на општина Велес, изработка на урбанистички планови и програми за економски развој, заштита на животна средина. Повеќе за ова ќе ги добиеме информациите од председателот на Советот Александар Колев. Како што кажавте, на оваа седница Советот на општина Велес ќе ги усвои програмите кои што ќе бидат составен дел од буџетот за 2017 година. Како и секоја година и оваа година изработката на програмите општина Велес ја работи како плод на континуираната комуникација со граѓаните на општина Велес,
преку низа средби со различни целни групи и нивни представници во општината, како и со представниците на урбаните и местните заедници. Би издвоил неколку поважни програми или поважни сегменти од буџетот за 2017 година, како и секогаш најголемата и најзначајна за граѓаните е програмата за уредување на градежно земјиште. Годинава таа програма ќе изнесува негде околу 190 милиони денари, што значи дека повторно имаме високи суми кои што ќе бидат искористени за низа проекти кои ќе значат подобрување на инфраструктурата и условите за живот на граѓаните на Велес. Тие цели се насочени во неколку насоки. Првата насока е континуираната поддршка и развивање на индустриските зони. Индустриската зона Речани, индустриската зона Узус, индустриската зона Мамутчево, која што е во фаза на планирање и развивање. Овие индустријски зони треба да продолжат да отвараат нови работни места и да ја намалат невработеноста во нашиот град. Второ, во програмата за уредување на градежно земјиште е предвидено средства кои што ќе значат реализација на проектот за реконструкција и покривање на градскиот пазар, според она што во изминатите денови беше презентирано на јавноста. Дополнително би издвоил надпатникот кај Башино село, односно преминот преку автопатот, кој што исто така беше побаран од страна на жителите на Башино село, излегување во пресрет на потребите со реконструкција на низа улици, изградба на водоводна линија за поврзување на градот со селата Раштани и Бузалково, како и доразвивање и заокружување на канализационата мрежа во селото Оризари. Тие се неколку покрупни работи кои што би ги издвоил од оваа програма. Дополнително, програмата за спорт е на близу 19 милиони денари, највисока вредност до сега. Предвидено е континуирана поддршка на спортските клубови, нашиот бренд, градскиот ракометен клуб Борец, но предвидени се и капитални инвестиции, односно предвидена реконструкција на трибините на градскиот фудбалски стадион, предвидени се изградба на спортски игралишта и така натаму и така натаму. Представници на Мировниот корпус денеска остварија средба со градоначалникот Александар Панов. Тие се присутни во Кавадарци со цел да се стекнат со работно искуство, да ги споделат нивните вештини и знаења и да научат нешто повеќе за македонската култура, држава и јазик. Група волонтери представници на Мировниот корпус денеска остварија средба со градоначалникот Александар Панов. Тие се интересираа за работата на локалната самоуправа, работата на градоначалникот и службите на системот, но ги интересираа и прашања кои имаат културно-историско значење за потеклото на градот и спомен костурницата и слично. Како добар домакин, градоначалникот ги удостои и им одговори на сите прашања. Разговаравме за секојдневни теми поврзани со општина Кавадарци, со селото Ваташа. Ми ги пренесоа нивните импресии од фамилиите, од училиштето, односно тоа што работат тука. Ме прашаа тоа што им беше интересно, им се потрудив да им одговорам што е можно поподробно и приметивте дека дел од темите се за историјата, за Втората светска војна, за Балканските војни, за градот Тиквеш и за тоа кои се инфраструктурните и најбитните инфраструктурни проекти кои што сме ги работеле во изминатиот период. Се надевам дека во овој краток период успеа нешто да слушнат од мене, да пренесат таму каде што треба. Волонтерите се американци со различно потекло и од различни држави. Тие се во Кавадарци со цел да се стекнат со работно искуство, да ги споделат нивните вештини и знаења и да научат нешто повеќе за македонската култура, држава и јазикот. Мојот семејство во Ваташа е многу добро. Мојата дома е во Ваташа. Македонија е прекрасна земја каде што живеат многу прекрасни луѓе и мислам дека никогаш нема да ми биде доста од јадени ајвар. Macedonia, people are very hospitable. It is a beautiful country. Македонија се покажа како многу гостопримлива земја, има многу активности кои што можам да ги правам со моето семејство, но и надвор од мојот дом. Секој ден имаме часови по македонски јазик наутро, а во попладнето имаме часови и тренинзи за тоа како да соработуваме со невладините организации од Македонија. Волонтерите живеат и работат, но за нивниот труд не примаат плата, а трошоците за нивниот престој ги покрива Мировниот корпус. Од неколку неделната обука во Ваташа, каде беа сместени во спомен куќата на Страшо Пинџур, ќе заминат во градови и села низ цела Македонија, каде ќе работат и живеат 2 години. Ова
Оваа есен временските услови им се погодија на земјоделците. Сидбата на житото во некои региони е веќе завршена, а агрометеоролозите велат дека ниските утрински температури што се очекуваат неделава нема да им наштетат на посевите и на насадите. Ниските температури кои ја зафатија земјава нема да им наштетат на посевите, на насадите, велат агрометеоролозите. Сеидбата на житото веќе е завршена, но се создаваат услови за довршување на есенската сеидба и на последните ненасеани ниви. Веќе има поникнување на сеидбата на пченицата и јачменот, онаму каде што одамна е посеана. Успешно поникнување и услови за презимување се гарантира со добрата влажност, како и релативно високите дневни температури. И покрај северниот ветар и негативните температури до -3 степени, како и евентуалните мразеви, нема да има негативно влијание врз земјоделските култури, а исто така нема да предизвикаат штети во лозарството и овоштарството. Од денес во сила стапува законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата, без оглед каква е временската состојба во моментот. Обврската ќе трае до 15 март 2017 година. Возачите да ги подготвят возилата за предстојната зима. Од денеска стапува на сила законот за носење зимска опрема во возилата. Доколку не се почитуваат правилата, истиот предвидува глоба од 45 евра во денарска противредност или 25 негативни бода. Законски е предвидено што се содржи таа зимска опрема и Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден на својата официјална веб страница ги објави сите овие мерки кои што треба да ги превземат учесниците во сообраќајот. Би сакале да им укажеме на сите возачи да ја почитуваат како би ја зачувале својата безбедност, но и безбедноста на останатите учесници и секако за непочитување на оваа законска одредба следи санкција од 45 евра во денарска противредност или регистрирање на 25 негативни бодови. Носењето на зимска опрема во возилата придонесува за безбедно управување со моторните возила во зимски услови. Обврската стапува на сила денеска и ќе трае до 15 март следната година. Во изминатиот период ВМРО ДПМН покажа што значи да се вложува во спортот во Велес. Создавањето услови за спортување за сите генерации за правилен физички развој на младите лица е трајна определба на ВМРО ДПМН, истакна Александар Табаков. Преку блиската соработка помеѓу владата на Република Македонија и државните институции и локалната самоуправа, во изминатиот период реализирани се низа проекти во областа на спортот, како и создавање на услови за спортување на сите генерации. Во соработка со Фудбалската федерација на Македонија и УЕФА, целосно е реконструиран градскиот стадион во Велес, со што градот доби модерен и современ фудбалски терен, опремен со вештачка трева по највисоки европски стандарди, истакна Александар Табаков од партиската говорница на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Вкупната инвестициска вредност на проектот за модернизирање на Велешкиот градски стадион досега изнесува повеќе од 34 милиони денари и е најголемо вложување од неговата изградба. Со финансиска помош на Агенцијата за млади и спорт во висина од над 1 милион евра изградено е помошно фудбалско игралиште Петра Попарсов во градскиот парк во рамки на владиниот проект за изградба на 50 помошни фудбалски игралишта низ државата. Табаков се осврна и на изградбата на тениското игралиште со 2 тениски терени, повеќе наменските спортски игралишта во неколку села, како и фитнес зоната на отворено која е лоцирана во градскиот парк. Салата Гемиджи се трансформира во комплекс чиј број и квалитет на спортски услуги и содржини континуирано се зголемува. На задоволство на клубовите, спортистите и рекреативците. Во салата отворена е нова фитнес сала опремена со фитнес прави реквизити, отворена е и опремена аеробик сала во која се реализираат фитнес активности за пилатес, аеробик, функционални тренинзи, кросфит. Отворени се 2 нови сали со вкупно 8 пинг-понг маси, изградено е одбојкарско игралиште на песок,
и целосно се реконструирани дел од тоалетите, тушевите и сооблекувалните наменети за спортисти и рекреативци. Голем е бројот на вежбалници кои се изградени на повеќе локации во градот, а се продолжи и ракометната традиција во Велес со проектот Градски ракометен клуб Борец, потенцира Табаков, истакнувајќи дека ова е само дел од реализираното во Велес. Најавена е и реконструкција на кровот на спортската сала Гемиџи. Во моментов можам да кажам дека избрана е фирмата која што ќе проектира и ќе реализира целокупниот проект, односно граѓаните можат да бидат сигурни дека во следниот период ќе се реализира и ќе се реши уште едно навистина големо и важно прашањето е прокиснувањето на спортската сала Гемиџи. Табаков истакна дека ВМРО ДПМН е партија која ги реализира тадените ветувања, а делата го потврдуваат тоа. Државната изборна комисија утврди дека по завршувањето на рокот за поднесување на пријави за гласање во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во странство, односно конзуларните канцеларии, од вкупно поднесени 21.029 пријави, 20.629 граѓани ги исполнија законските услови и нивните пријави беа прифатени. По завршување на рокот за поднесување на пријави за гласање во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во странство, Државната изборна комисија соопшти дека од вкупно поднесените 21.029 пријави, 20.629 граѓани ги исполнија законските услови, нивните пријави се прифатени. Со оглед дека за гласање во Токио, Њу Делхи, Атина, Астана, Каиро, Киев, Талин, Тел Авив и Солун се пријавиле по помалку од 10 граѓани, во овие 9 дипломатско-конзуларни представништва гласањето нема да се спроведе. На предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември, повеќе од 20.500 граѓани своето гласачко право ќе можат да го остварат во 41 дипломатско-конзуларно представништво на Република Македонија во странство. Најголем број пријавени гласачи има во Берн, и тоа 4256, и во Венеција 2724. Државната изборна комисија одлучи во овие два града да бидат отворени дополнителни 2, односно 3 избирачки места. Декларација за слободни, фери, демократски избори потпишаа денеска во пресрет на престојните предвремени парламентарни избори 22 подмладока на политички партии во Република Македонија. Подмладоците на 22 политички партии денеска ставија потписи на декларацијата за слободни, фер и демократски избори. Младите политичари на овој начин се обврзуваат дека ќе се залагаат за водење на фер изборна кампања, како и отстранување или минимализирање на говорот на омраза. Се надам дека овие избори ќе бидат избори во кои што ние како млади луѓе ќе се надпреваруваме за гласот на младиот човек преку дадени проекти, предложени мерки и реформи, а нема да се бориме со лаги и конструкции така натаму. Она што го подпишуваме денес е нешто за што јас и мојата партија се залагаме веќе долги години. Знаете, вие, без разлика од која политичка партија доаѓате, знаат граѓаните кои ме следат, знаат дека сме се залагали и сме се бореле заедно со целата опозиција за фери демократски избори. Токму тој ветер на промени поттикнат од младите, ќе заврши токму за младите. И јас сум убеден дека токму овие принципи, демократски принципи за одржување на фер избори, ќе бидат испочитувани. Ова е втора декларација за слободни, фер и демократски избори, која потпишуваат подмладоците на политичките партии. Првиот ваков документ е потпишан во 2014 година, пред тогашните предвремени парламентарни избори. Организатор на овој настан е Институтот Охрид. Оттаму велат дека потребата од потпишување на ваква декларација произлегува од фактот дека младите политичари се погласни во партиите и општеството и оти нивниот глас се повеќе се слуша.
Кол-центарот на ФЗОМ досега контактирал 65.328 хронични пациенти. Најдоцна за 45 дена по 8.500 динари треба да има на сметката на секој вработен во приватниот сектор. Ова се вестите од Македонија. Реализацијата на проектот на владата на Република Македонија Фондот се грижи за хронично болните се одвива според планираната динамика. Од фондот посочуваат дека преку телефонски јавувања, SMS пораки и електронска пошта до сега се контактирале 65.328 осигуреници со дијабетес, кардиолошки и бубрежни заболувања, како дел од проектот за грижа на хронично болните. 10 тима вработени во фондот кои ги контактираат осигурениците од почетокот на проектот од 1 октомври 2015 година, како што се наведува, продолжуваат да наидуваат на позитивен прием. Иако голем број од контактираните осигуреници се запознаени со тежината на нивното заболување, имаат основни информации за својата терапија, начинот на исхрана и животен стил, има и осигуреници кои, иако знаеле дека се болни, не биле сигурни какви се последиците од ненавременото одење на лекар и примање на соодветната терапија. Нови осигуреници во разговорите со нив укажано им од колкава важност за нивното сопствено здравје е да ги слушаат препораките на лекарите и да се однесуваат посовесно кон своето здравје, што ги засега и нивните најблиски, истакнуваат од Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Најдоцна за 45 дена секој вработен од приватниот сектор на своја сметка ќе добие по 8.500 динари регрес за годишен одмор или популарниот К15. Малите фирми треба да ја исполнат законската обврска пред да бидат казнети со вкупна глоба од околу 4.000 евра. Регресот за годишен одмор според законот е утврден со висина од најмалку 40% од основицата. Услов кој треба да се исполни за регресот за годишен одмор е работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај истиот работодавач. Додатокот К15 изнесува 8.500 динари со колективен договор на ниво на дејност или колективен договор на ниво на работодавач може да се утврди регресот за годишен одмор во поголем износ од износот утврден со овој колективен договор. Фирмите треба да побараат дозвола од работниците, односно нивните представници доколку сакаат да исплатат понизок износ од утврдениот. При тоа треба да исполнуваат неколку услови. Главно фирмата да има потешкоти во работењето, ценејќи нивната економско-финансиска состојба. Дел од патот во центарот на јапонскиот град Фукуока повторно е отворен за сообраќај, бидејќи вредните јапонци веќе ја санираа гигантската дупка која пред неколку дена се отвори на раскрсница. Спасувачките служби на Нов Зеланд со помош на брод и хеликоптер се мобилизирани и треба да ја почнат евакуацијата на околу 1000 туристи. Ова се вестите од светот. Огромната дупка која пред неколку дена се појави во центарот на јапонскиот град Фукуока е санирана. 6200 кубни метри песок и цемент им биле потребни на градежните работници за затварање на истата. Според надлежните, сега овој дел од раскрсницата е безбеден за сообраќај. Паралелно со санацијата, надлежните работеа и на откривање на причините за настанување на оваа огромна дупка. Првичните информации беа дека причините за несекојдневната појава е изградбата на подземна железница. Спасувачките служби на Нов Зеланд со помош на брод и хеликоптер евакуираат на околу 1000 туристи кои беа блокирани во подрачјето кое беше погодено од земјотрес со јачина од 7,8 степени според Рихтеровата скала. Силните одрони кои ги предизвика земјотресот ги пресекоа патните правци и железничката пруга до градот Каикоура, каде што се засолниле 100 лица. Тука се затекнале меѓу 600.000 туристи, главно странци кои дошле да гледаат китови. Во евакуацијата учествуваат 4 воени хеликоптери, авион, како и 50 на цивилни хеликоптери.
Спречен терористички напад во Москва. Руската тајна федерална безбедносна служба уапси 5 лица кои се осумничени за терористички напад и се поврзани со Исламска држава. Полицијата ги спречила намерите на групата која имала за цел да направи злосторства од терористички и екстремистички карактер на територијата на Москва и Иншугетија. Терористите се криеле во куќа, а полицијата пронашла арсенал од оружје вклучени со 2 импровизирани направи, 5 куфери оружје и делови од снајпер. Денеска имавме претежно сончево време со локална облачност. Максималните температури ќе се движат од 5 до 12 степени. Да ги погледнеме деталите. Пред да го завршиме дневникот, да погледнеме како вчера изгледаше месечината. Снимателот Александар Костов го снимаше овој феномен. Валентина Михајловска ги има деталите. Супер месечината вчера беше најголема од 1948 година, објавија астрономите. Месечината по средноевропско време помина најблиску до земјата во 14 часот и 52 минути и беше најблиску во последниве 68 години, а изгледаше необично голема и блескава. Супер месечината беше 30% поголема и 14% поблескава од обично, затоа што се наоѓаше на само 356 километри од земјата. За 18 години повторно ќе се појави следната супер месечина. Со ова го означуваме крајот на дневникот. Пријатно!